во иднина ќе следат многу поголеми понижувања. Ние треба да се откажеме од нашата историја, а народ кој нема историја нема корен. Кој нема корен, нема ни иднина. Историјата е коренот на нашата иднина. Ако нема корен, кај ќе листаат нови генерации? Кај ќе имаме ние нови македонци? И затоа беше таа борба да не се подклекне. 3-4 години бев еден од тие кои заедно со претходната влада размислуваа како да се потпише тој добрососедски договор, но никогаш да не прифатиме дека не постои македонски јазик, да не прифатиме заедничка историја. Што значи заедничка историја? Тоа значи македонците да се претопат, да бидат ништо, да го изгубат својот идентитет. Заедно со губењето на идентитетот следи губењето на унитарноста на државата преку наводниот закон за двојазичност. Не се работи за двојазичност. Затоа што јас мислам дека на не еден албанец во држава Немој Гајлево Берово дали ќе се зборува албански јазик и дали некој ќе плаќа 5000 евра казна. Суштината е втор конститутивен народ, правење на трета држава на Балканот и федерализација на Македонија. Тоа е тој закон што за жал го гласат македонци кои гласат против својата држава и против постоењето на Република Македонија. Името сме тоа сите ние. Без име ќе бидеме сенки, ќе бидеме ништо. Затоа е борбата да си го сочуваме името, да ја сочуваме унитарноста на државата и да ја сочуваме историјата. Сето тоа сме ние, нашиот образ, нашиот идентитет. Јас сум човек кој смета дека на светот има само две религии и две нации, луѓе и нелуѓе. А за да бидам човек, треба да си ја сакам татковината, да си бидам јасно идентификувана и дефинирана. Јас сум македонка и мојата држава е Република Македонија.